Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Улица Македонија, Скопје радости ќе бидеш, Скопје ти ќе бидеш се, Скопје але. И добро дојдовте во новата емисија на телевизија Телма, Скопје але, а ти си ми гостинка. Може, или ќе видиме кој ќе биде гостин. Ќе се договорим. Ајде, одиме во Пилизбар. Јана или Тања Алексиш, здраво, добре ни дојде во Скопје але. Во овој простор каде што снимаме, всушност еве сега нели евоцираме спомени за тоа што се било, какви се нашите спомени, ама ајде да почнеме од еве да речеме од овој дел каде што се наоѓаме, па потоа ќе те носам низ Скопје во твоите спомени. На каков плоштад се сеќаваш? Добро ве најдов. Услов за да бидеш гостин во Старо Скопје треба си стар. Да си доволно стар, така да ми импонира ова што нели ме поканивте, затоа што сеќавањата се уште свежи. Ние така во тие зрели години, како не ви старееме, па уште кога ќе дојде климакс на репертоарот, многу често се враќаме ретроградно и стануваме носталгични, па и патетични дека некогаш беше подобро, дека подобро се живеело. Па не знам, ние порано вака сме правеле, оваа денешна младина не учи, не чита, ништо не почита, што е себичност на некој начин. Треба да сме малку одговорни кон новото Скопје и новата младина. А она што ни останало во сеќавање најубавото нешто затоа што младост е. Значи, ете, се сеќавам на овој плоштад кој имаше калдрма фантастична, затоа што сум лута многу, бидејќи луѓето во светот ги почитуваат тие нивни архаични стари вредности, секоја калдрма е душа, мозаикот на Скопје, тоа требаше да остане тука како тако, значи тие работи ми пречат што не се чувале доволно. А плоштадот тука многу често сум одела ете со мајка ми, па со баба ми, може столковна куќа нама. Горе на вториот кат, да речеме, имаше за Нова година кога ќе дојде тезги со новогодишни украси, тогаш стаклени, и ми останало така некои убави сеќавања кога ќе излеземе да прошетаме. Сега е многу побогато, значи многу е понакитено. Не можам, имам некоја почит должна кон скулптурите и ми е непријатно од нив да кажам дека е кич и дека е нешто, затоа што сон на секој скулптур е да остави трага, некој споменик, дали е Кенан, дали е нели Александар the Great. Така што не коментирам за тоа како е сега. Еве можам да кажам пред 5-6 години чичко ми стрина ми од Белград дојдоа во Скопје, тука седнавме во Пелистер. И они се нашетани луѓе, баш се нашетани и стрина ми викаш само јао дивно. Значи не се допадна. Ги носе во музеот археолошкиот каде што има над 5000 артефакти. Ја лично си зададов за театарот, затоа што можеме на нашите деца или нашите внуци да им кажеме и овде некош бил театарот пред земјотресот. Така што има некои убавени сега и некогаш. Разликата во суштина, ако размислиме, што беше многу помирен. Мирно беше, се живееше мирно, некако спокојно, како денот да траеше подолго. Сега има некој темпо мортале, сите сме како на подвижна лента, брзаме некаде, ја после ова мисля трчам во Корчаги да вежбам со децата од драмска, па после дома одиш да направиш нешто, а порано било некако поуспорено, поспокојно ми се чини. Каде учеше Тања? Орце Николов, гимназија Орце Николов, затоа што нели од Тафталиџе, малото Тафталиџе, па Орце, да, па блиску, така не било. Ѓорѓем не било уште поблиску, ама ние си го почитувавме заедништвото. Ја растев со голем број на другарки со кои ден денеска живеам. Ние бевме еден чопор, кога ќе одевме во дискотека, вака мораше на колона да влеземе сите внатре, нели тука сега погледна во огниште турист. У Сандра, нели, тоа беа времења кога се одеше по дискотеки, ние сме диско девојки. И убаво е кога имаш така голем круг на другарки од детство со кои што живееш и ден денеска, и сите решивме да одиме во Орце Николов. Основно учевме 29 или од Тафталиџе, тоа мало, близко не беше, денешно во еден Чернодински, а гимназијата Орце Николов не беше на сите средно училиште, избор за средно училиште, од каде што понатаму секој отиде на своите факултетски авантури. Така. Каде тогаш што се правеше во мало, каде се дружевте, како се дружевте?
Освен искачањата, нели? Да. Зборувам за тој друг период, меѓу период. Имавме на Бахар Моис и на Римска улица, Тафталиџе, на полјанче, така викавме полјанка. Добро. Каде што свиревме гитари, се седевме така навечер, муабети, дружење, ама во главном со гитари, со песна, журки дома. Значи јас дома сум правела журки не само за роден ден и маскембали, туку секој ден ми се чини била журка заедно со брат ми. Тоска 20, сите плочи, Југотон тука беше во ГТЦ да си купиш плочи, тоа беше мода нека мејнстрим да имаш дома книги и плочи. Значи секогаш мајка ми ќе земе плата и одиме да купиме нека long play или сингл седно, затоа што тоа беше нешто кое не радуваше, кое што не радуваше многу. Да се оди во театар беше како некој култ. И тоа сме излегувале во театар. Значи во драмски театар највечер ќе се собереме со на маж ми тогаш дечко друштвото, дечки и девојки и одиме во театар. Гледаме Бол во Ву или што и да подискутираме. Многу сакав ја сакав онаа воденица дрвена пред театарот. Кафанчето и многу често со мајка ми и татко ми сме оделе на така, на кафе, на сок, на чај, на кола. Заедно, затоа што тука, само една улица партизанска ќе поминавме и да сме во драмски. Се одеше во кино, кино Вардар 1, Вардар 2, во кино Карпош ме носе на Тарзан како дете, се сеќавам, најсрекна бев. Џони Вајсмилер, Тарзан да ги гледаме оригинал филмовите, или Аладиновата ламба, или... Јас сум заспала на Бушко Бух. Да, е добро на Бушко Бух и да заспиеш, да. Меѓутоа, имавме на такво детство разубавено, растевме со книги, со приказни, со раскажување. Баба ми, мајка ми, сите некако не растеа со култ кон книгата, дома, книги, Зелен повез, не знам, Алберто Моравија, Виолет, Балзак жолт, како твојот капут. Се така беше некако, како се сетам, нареден, убаво и тој начин на живење ми е допадлив и сега да го продолжат нашите деца и имаат култура на одење, сега има многу повеќе избор. Че тогаш не сме имале многу избор. На прсти да избориш дискотеки, клубчиња Шанеда, во Тафталиџе одевме, Шанеда беше Шанеда. Не сум го чула. Шанеда беше малски кафичка, беше буквално со низок свод, каква клима, какви бакрачи, се потвевме, вака зидовите се потаа. Ама важно си таму кај што се спита. Таму никотинско труење, дека не пушев, секогаш кога дојдеш дома копаш на никотин, не да може носот да го истегнеш до црнила. Од тебе излегуваат, ама сладко ти било во Шанеда, клуб на странци, 6-3 на факултетите, горе на Тефери се одеше, тие журки, кај Џаџо на партизанска журки. Значи сме се журкале со другарките, сме излегувале и не бил убаво, бевме некако спокојни. Рано почнавме со дечковци, јас со маж ми од 16,5 години, прв дечко, значи не дека не сме имале дечковци. Знаеш дека тоа е тој? Така некако да работите? Па, ние сега гледам ретроградно, на 16,5 години знаеш дека има убава коса, бел тен, бели заби, убав ти е. Ништо друго не те интересирало. Да учи, не учи. Да. Маж ми не учеше. Каков е, каде живе, јас учев за него, така е. Значи, си гледал да ти е некој убав, на тие години не си имал некои амбиции материјално, дали спастрен, дали има, ништо не те интересирало, само љубовта. Да. И имавме така еден период од 9 години пред да се земеме, дечко и девојка, нели? И сме излегувале, секој сме излегувале заедно, секаде, со другарки, тој со другари, значи заедничко друштво и останавме ден денеска во тоа друштво и понатаму, тој со неговите другари и јас со моите другарки, фала Богу што е така, тоа е голем капитал. Богат си онолку колку што имаш пријатели вистински, кои навистина те познаваат, ја знаат душата, те разбираат и тоа е на заемна почит. Може и да не се гледаме секојдневно, меѓутоа кога ќе се случи, не дај Боже, обично по тоа гледаш кога е некој болен или нешто му треба, тука сме сите мобилни. Една крај друга, телефони, организација. И тоа е најубавото нешто што го паметам, дружењето со тие мои дружки, како се викавме, од детството и љубовта која имав од нив и тие од мене, ние сме спиеле заедно, беше мода да се спие дома, и дома журки, нели кај другарки.
сме јаделе заедно, сме оделе на одмор заедно, значи буквално се. И тоа сега не знам, веројатно го имате денешниве деца, малку е поинаку, таа мера, да. Се некако низ призма на материјално, на што го чувствам како учителка, материјалното, монденски места, помадарски се оди нека шема, таму е као да се оди. Иако и кај нас едно време беше илин да се оди во турска чаршија, се сеќаваш. Имаше шеми, имавме ние шеми, ама и како беше никош знаевме да се седне на полјанка и се свири гитара и тоа не беше доволно. Си купиш од гранапче нешто за пиење, грицки, ќе ја поминеш вечерта. Не мора да имаш кола, не мора да имаш пари. Никогаш не сум те прашала, а толку интервјуа сме направиле. Всушност, приказнава за Скопје, сега знаеш ме поведе на другата страна. Спомена 29 ноември, па потоа Урцен Николов и така натаму факултет. Имаш ли некој идол, некоја учителка која што ти направи некакво дека сакаш да си таа, дека нели кога ќе пораснам сакам да сум како неа? И јас имав многу добра учителка, права господја пар екселанс, Љупка Цаца. И тоа го кажувам колку е битно да имаш учителка која мирисе на чисто, уредна, секојаш бело шамивче ќе го извади носот да го исекне, секако ќе се сврти, воспитана доволно, никого од нас да не навреди. Со еден уште го слушам гласот и тоа е авторитет. И се сеќавам, тоа е баш кога ме спомна сега, не имавме две ромчиња во класот, Тирова Мерем и Тирова Селвија, братучетки беа, победни, нели, посиромашно семејство, живеа во тие бараките кај Елена Луфе што е сега, шупи буквално, и имав некако емоции. Така не воспитуваа да имаме емоции кон децата, таа емотивна интелигенција, со неа растеш. Секојаш да се чувствуваш со некој што нема. Многу често сум им носела и храна и облека. И кога одевме на екскурзија во Сарајне, носе на екскурзија базена таму, нешто порадивни ќе купиш грицки кебиња. Елвија, братучетка, да се разболи, Меремка викавме на Галя, но остана сама. И ја во автобусот седнав до неа. Никој не сакаше да седне до неа, седнав јас. И тоа го кажа Љупка Цаца на татко ми кога дојде на родителска, дека добро дете воспитале. Значи го имав таа почит кон луѓето, без оглед што ризикував подоцна имена ме задеваат на деца како деца и ти си како неа, нели? Да, и сака да се дружат и со тебе. Да, значи отфрленост, меѓутоа сето тоа е многу побитно чувството дека на некому си му направил нека добрина. И не знам, мислам дека деца воспитувани со љубов не може да немаат љубов во себе. Така не чуваа родителите, не не разгалуваа за материјално, не тераа да работиме, да читаме сами, да се пробиваме во животот, да не чекаме принц на бел конј, сами да се бидеме и принц и конј. Значи сама мораш да завршиш, да студираш, да си самостојна, а баш убаво ако попатно се влюбиш во некого и соможеш, поможеш да ти е прва љубов. Строго воспитани, конзервативни. Јас знам брат постар 6 години, кога го однесов прв пат нена да се запознаеме, брат ми вака вика, која? Па кажем, ова ми е момак. Брат ми вика, снимче да се удрш. Крај. Кога сме кај тоа, до колку време смееше да се излюбиме? Имаше такви никој, нели? Па имаме време, меѓутоа не пушта и после 12 кога бевме во гимназија. Гимназија сме почнале излюбиме, на одвор не пушта, одевме во Дубровник, одевме со автобуси со другарките, не пушта. Не е дека нешто не држеле, не смееш строго. Меѓутоа, немаше тогаш ни телефони, ни ништо, одговорница ќе се јавиш на родителот, со писмо ќе напишеш ако си подолго на одмор. Од пошта, ако си подолго таму ваму никаде. Има доверба во нас. Еве, кога сме веќе ке довербата, оно што ми е најинтересно, кога ќе слушат другарките, ќе се седат моите другарки, сите пропушија 7-8 деление. Добро. Јас и Наташа Постолова, манекенка, беше ми го првите тогаш со Санисо. Не, ние двете бевме ментални, значи не викам ментолки, зашто не пушиме. А бидејќи мене баш онака посебно не ме воспитува строго, татко ми стално ме викаше, не си пропушила, ќе да запалиме по едно. Значи кога да ме провоцираше, меѓутоа тоа е добро воспитување кога ќе им кажеш на децата што е добро, што е лошо, ги оставиш сами да решат, без да ме казнуваат или нешто, а другите криеа од родителите и кога ќе отидеме негде ќе седнеме кај некоја другарка, она се чади, нели? Ќе влезе некој од нивните родители и сите цигарите, бебелярите кај мене, зашто мене нема ме кара. Кој пушеше? Па Голупче, нели, ја, нели? А Голупче, така Голупче поради презимето Голубовиќ. Голупче, да. Ден денеска ме знаат како Голупче ми вика, да. Супер, ова не сме го знаело. Знаеш што ме интересира друго? Заради тоа што секогаш си спастрена дама, како твојата наставничка, учителка, да речеме, која што ти ја
нели некаков идол или ќе ја паметиш цел живот. Каква мода имаше тогаш? Знам дека и си креативна многу. Да. Знам дека создаваш и за твоите другарки и сакаш да се, како да кажам, подароци кои што ќе останат. Нели со некаков печат кој што ќе го има индивидуалното Да, од па оние нели други. цртавна свила на витраж. Како беше модата? За полуматура, славевме полуматура 8 деление, јас од еден многу бав розе порхетен чаршаф се сошив палто. Ке ристо кројач. Дома го си Дома го земам. Да. Значи, од тогаш сум била креативна. Многу користев облек од мајка ми и од баба ми. Што сакаш? Да. Од бурда знаев да изведам, од бурди бурда. купави, вадев шнит, никош не сум знаела да шијам, ама шнит знаев да скројам и да нацртам после тоа, да племенам, да сменам. Значи, од деца сме биле креативни, не е дека сме оскудевале со финанси. Значи, јас знам, баба ми знаела вака ќе извади, од ке дедо ми, дедо ми беше нейропсихијатар, имаше пријатна пракса дома на Алжирска, ќе брцне ке негово джепче, ќе ми даде джепарлак, јас од тој джепарлак можев да отидам у клуб 77 или Старс, во турска чаршија си купам панталони, фармерки, пепито беа во мода, значи не е некад дека не сме имале, но пак било тоа скромно. Сме се гледале да преправиме нешто, да направиме, да сошиеме од родители. Од мајка ми венчаница си направи наш фустан. Така знаевме да се шиевме, доста шиевме. Се внимавало на облека, значи секогаш сум сакала да изгледам убаво. Да изгледам така симпатично колку можам. Иако бев по дечка бев во детството. Повеќе бев спортски, ти возе велосипед да речеме, така заврши факултет и нормално мораш фармерки, панталончиња, патичиња, старки. Спортски. А јас сум така Casual, градена, да. После како созреав, после едната бременост, втора бременост, почнав малку така по-женствено, по-секси, што се вели. Особено кога почнав по тоа телевизија, викам, ај малку да се исфрлам или да изгледам како веќе водам сексуална азбука, да изгледам како партизан. А тоа се промени некај, значи некај живееш во некој децени, понекогаш сакаш да изгледаш вамп, некогаш сакаш да изгледаш спортски. Она што мислам дека е добро да изгледаш културно, не може секаде исто да се облекуваш. Ти знае во дискотека како ќе се облечеш, на свадба, на погреб далеку било, значи мора да се внимава. Во театар како се оди, во театар никако патики, никако тренерки, театарот е култно место и таму мора се внимава. Како за Великден, како? Како на времето што не облекуваа, да. Неко расте во такво семејство, бабите штирка, хекола, чист чарштав, штиркан, постелнина чиста. Значи морало да се внимава на тие сладко и вода. Со кристални чаши кој ќе дое можеш да послужиш. Знаеш да шиеш, знаеш да па и да готвиш, да плетеш. Многу тешко ми беше плетењето, јас сум брзоплета и се нервирав. Секој време си носи своји убавини, позитивности и негативности и онако што кажав, младоста е убава во суштина. Не сме растеле ние раскошно, пак сме биле скромни, имало и повеќе сиромаштија. Меѓутоа, како да сме биле среќни, задоволни со тоа, немало надпревар. Сега децата се надпреваруваат кој облечен во брендирана облека, кој вози кола на 18 години. И Да, дечко, девојка, веднаш гледаш, не гледаш какви очи има, него што вози. Сменети се малку, веројатно, со глобалните промени. И тука ништо не можеме многу да направиме, освен со личен пример, меѓутоа кога даш личен пример можеш да бидеш и непримерен. Непримерен, затоа што децата си имаат нови критериуми, нови модели на обстојување. Јас би сакала сите наши деца да бидат и многу богати, многу успешни, меѓутоа ги учам дека не може секој, дека треба да се научат дека секојаш има некој побогат, попаметен, поуспешен, поубав, дека не треба таа болна амбициозност да им доминира. Колку како научи да бидеш некој кој што ќе биде пак дел од представата или режисерот на представата? Еве така можеме да кажеме. Професорката која режира. Па далеко тоа дека сум или режисер. Добро изгледаше тоа. Стюардеса се сеќавам беше прекрасна, не знам, сум гледала и други, са не може да многу представи помина. Па играњето, се научив да си играм од дете. Многу сакав да си играм и тоа сум го правила и како дете, знаев да имитирам, кога ќе дојдат гости, ја ќе застанам, ќе ги имитирам татко ми, мајка ми, се смееле сите. Значи од секогаш сум го имала тоа театралното во себе. Во Орце Николов имаше гимназијада. И на една гимназијада Златко Славенски ја работеше едната, друг клас, ја вториот клас и Златко Славенски зема прва награда и така и беше, уште талентот го имаше, ние заедно почнавме компаративно, па Славенски отиде во
Прага да студира компаративна, продолжи режија и стана успешен, одличен режисер. А јас сакав да бидам учителка и завршив компаративна за да бидам учителка, но правив представа, тогаш направив Скандализија, пародија на Евровизија, уште тогаш, пародија на Евровизија кога победи Лепа Брена и Сладки грех. Добро. Ги костими, нели, машко глумеше Лепа Брена, Даниел, кога победи Даниел фактички, Даниел Џулија, Лепа Брена учествуваше на таа Евровизија, сладжана Милошевиќ со Изнад планета, да. Па поземувавме костими од драмски театар, нели, за Моја принцеза, па Чад машина тогаш уште на времето. Сето тоа, значи уште како дете кога го работиш, после ти е вака лесно го правев тоа во Димитар Влахов, значи школото, мојата прва љубов, сега како слушат ке се радуваат, нели, кога работиш некаде со љубов. 17 години имаш база за понатаму, многу беше полесно кога предав во Корчагин, затоа што во Корчагин учат децата во таа смисла полесно, неку многу ги сака влаховци, креативни фризери, одлични фризери, козметичари, и работници, и професионалци. Да кажам, колку тие деца потоа што беа дел од учесниците, да речем, како актери или можеби како некој кој што пишува или доправа сценарии, така натаму потоа отидоа на режија, на актери, не знам. И тоа е Скопје, и тоа е дел од историјата. Ете ми ги првите со првата представа Кревет 2011, Виктор Бужаров, стана актер, сега е негде во Чешка, чина, работи своји проекти. Еве најнова Енџи Николовска која работи во ТВ24. Доста име на режија што отишле веќе имињата, не можам да се сетам, Борјан. Има што беа одбиени од факултетот на ФДУ, меѓутоа многуми на нив се пронајдоа. Тој момент е многу драгоцен, кога ти си играш, правиш нешто за школото, драмски ТВ сека сабота, сега ќе одам, барем родителите знаат дека децата се со мене 4-5 часа во некој креативен занес, ги учиш на сценски настап, ги учиш аматерски. Меѓутоа кога гледаш се тоа тука убаво, ние шиеме, креираме сами, од хартија правиме. Шиеме сами, сега ми побара сакаат да не ги откривам на просветилка од Матрикс еден дел кој што има виолет елек, ние најдовме виолет темно, ја купив хартија еколошки, ја сошив напред виолет. Значи во моментот решаваме, се снаоѓаме, од МОБ взимаме, од фундусот, таму е нашето царство, пештерата скриена, кај што земаме костими и се снаоѓаме, и се учат на креација, имаме тим креатори, на Јана фантастично, која знае да вдене игла конец во игла и да сошие, тоа се ретки деца. Сега кога беше за Леонид исто, хуманитарен, седнавме па ја покажав како се прават кукли од партали, како мартинки, па да ги накита, тоа беше интересно, некој никога што не го правеле. Па им дојдем, дури момчиња се пријави, ајде, преми тоа е убаво кога гледаш дека децата нешто работат, креираат, создаваат. Од ништо нешто, собравме камења од дворот на од Пацио на Корчагин, па ги цртаат тие што се по-вешти. Добро е да се научат децата на работа, да не очекуваат туку сами да се работат. Ако нема доволно средства за да менуваат бредирана гардероба, па може и нешто и дома од родителите, негде се снајдат, да нацртаат, да сменат копчиња, да извадат еден ракав, да направат асиметричен. Сиромаштијата раѓа креативност. Така. Внимањето. Ја спомена сексуална азбука и затоа не сме муабители, ама и таа делот не само од Скопје, но нели делот македонската јавност, да речеме, во еден период. Ги поднаучи македонците да не бидат толку, да речеме, како да речам, да не им биде табу сексот како зборче? Па Скопје доби прв пат на таква емисија, македонска телевизија, сексуална азбука со едукативен карактер, со еден докторски тим на професионалци, без кој немаше да се осмелам таков проект да реализирам. Подоцна во колумни на порталот Човекот без и на крај во книга. Леда Стефановска Адворм отпечати книга на нелеве сексуален речник. Делови од Скопје кои што се твои, кои што си ги сакаш? Па малото си го сакам многу, Тафталиџе Карпаш, или до факултетот. Ние други мама ми се туги некако, влаја, нели така. Што би рекол Шота, зашто викам бифе Тафталиџе во Карпаш 3, вика до Рузвелтова, толку е, вика, после другото не е веќе Скопје. Страно тело не после. Да, јас имам другарка во Ѓорче, се уште имам, живее во Ѓорче Петров на улица Штросмајарова, а живееше во Карпаш, оние зградите на Симко. И кога отиде таму, ние викам отиду у село, бе, пипи, она куќа огромна, ама тоа така задевавме. Го сакам и Влае, таму Бујко, братуче, еве син ми сега ќе се пресели таму во стан Влае, зашто и Влае ми личи на Тафталиџе. Не е веќе Тафталиџе она што беше, се изгради таму, еве Алжирска е сосема, мислам дека уште брат ми што нека стоа на последните джедаи.
се иселија, некои други дојда, се менува една архитектонска, како да кажам, џунгла се направи. Тоа треба да се внимаваат. А парк, не знам, такви некои места? Како не сме оделе во парк, и со децата Не, и вака сега, зоолошка да, градина да. задолжителна. Ете, зоолошка ми била место кај што сум одела и како дете и со моите деца, многу ја сакам. Зоолошката градина и паркот и Луна паркот. Имам и слики дури ако ги најдам со децата по тие нели количките што беа. Што судира количките? Што судира количките, и ракетите нели на панорамата. Да. Така што тоа беше култура на живење. Немаше многу, ама тоа што го имавме знаеме да го искористиме. Водно, Да. че прошетки на водно, средно водно и ден денеска еден син ми ме навика постариот еднаш на едно оди пешки до црквата на водно и тоа е добро, че веќе сум пренела нешто позитивно на децата. Се возеше велосипед, имавме комплекс што возиме точаци. Напротив, баш така. Дури ти било непријатно ако отскокнеш материјално другите, си гледал да амортизираш сето тоа, не да се фалиш. Да, ме потсети на точаци. Од оваа другава страна, од филолошката страна, да речеме, ти се допаѓа или не ти се допаѓа тоа што некако скопјаните дали некој друг заради нели тоа што како Скопје да треба литературно да зборува, сите овие другива може дијалектот да си го практикуваат, нели? Некако скопскиот дијалект како да исчезнува, да. Поради другите дијалекти, србизми, Ами се чини дека треба да се врати, заради тоа што знам има некоја убавина и во тоа, така? Па еве ти знаеш, ти си баш новинар професионалец. Мора да се зборува литературно во научни емисии, во вести, во парламент. Вакви емисии од ваков тип и да кажеш некој жаргон не е ерес. Ништо не може да му ги намали уметничките вредности на еден гений како Горан Стефановски, ако го користи скопскиот жаргон, скопскиот дијалект во неговите култни драми. Значи може да бидеме пуштани и на крајот и таа ригидно по секоја цена се збори литература, некаш може да биде и како да кажам невкусно. Не можеш ти еве деца одат во дискотека и сега кажат ти ајде момче ти малку налево помести се за да отидам до девојчево да си нарачам пијалок. Така. Батка беге да си нарачам пијачка, нешто кратко јасно. Така. Но не на час. Да. Не вака кога треба, затоа што треба да го негуваат литературниот, македонскиот стандарден јазик е нашето богатство и многу се лутам што дојдовме до вакви политички ситуации. Баш се лутам, ја ве кажам јавно, бев на улица, уличарка права сум кога треба да се брани јазикот. Сметам дека е страшен геноцид направен врз нашата јазика. Како да е од незнаење сето тоа направено. Кога низ историјата поминуваш таа јазична голгота од 9 век да ти има во центарот на Словенскиот сојуз и да се официјализира тој јазик, дури 45-та те признаат, колку само 26 земја те признаат, што има веќе да не препризнава како јазик. Значи јазикот не треба да се чепка и само еден јазик официјално го кажам јавно. За мене не треба двајзичен. Ние сме мултиетничко општество со должна почит, сите ги сакам, ама официјален македонски јазик. Јас сум србинка по татко, официјален македонски јазик, еден единствен. За крај. Се вика емисијава Скопје але, како навивам за Скопје. Така, за какво Скопје навиваш? Што ти недостасува? За здраво Скопје, за здрав воздух, за здрави луѓе, за насмејани луѓе, за луѓе кои се стрекни, задоволни, за стрекни лица, да ни се врати. Еве сега имаме се, имаме велелепни зданија, имаме ето и убави, нека се убави, не мора да се. Еве ги Пелистер колку е убав. Не е како порано во социјализмот. Сега тоа што го имаме да го чуваме, да го негуваме, да не пропаѓа и повеќе ставиме акцент на здравиот дух. Доста се гради, доста се краде. Дајте малку да заживееме на вие деца, да им ја поправиме днината која им ја упропастуваме секојдневно со нашите погрешни политики и се оно што не доведе тоа. Але здраво Скопје. Фала, Тања.